Дека турските серии се негледани во моментот по медиумите е неоспорен факт. Ако порано шпанските сапуници беа хит меѓу граѓаните, а Росалинда и Касандра беа идоли меѓу девојките, сега величествениот буквално ги порази сите. Гледаноста на турските серии е толку голема што документарните емисии почнаа да ги губат термините за емитување, затоа што сите од 19 до 24 часот гледаат серии. Преголемата концентрација на вниманието на македонците кон филмската програма дигна толкава фама, што и министерот за информатичко општество Иво Ивановски, видно загрижен за ситуацијата, најави крај за истите. Ивановски со сета почит кон турските серии смета дека доволни биле 500 години по турско робство и дека е време наместо турските телевизиски серии на телевизиите да се стимулираат македонските серии. По правило, секогаш во преден план е мислењето на пошироката маса, а тие го велат следново. Можда треба малку да се намалат. Можда треба да се намалат малку, а инаку гледам редовно и тоа сите турски серии ги гледам. Па добро е, нека биде средно како и дава така, да не биде многу, па да не испаднат досадни. За мене не е исправно. Ние пензионерите сакаме да гледаме, не можеме да читаме више, не видиме, ова вие барам слушаме ги и одговара за нас. Иако голем дел од граѓаните уживаат во богатиот избор на турска кинематографија, има и такви кои сакаат да гледаат македонски документарки, емисии, филмови за нивна едукација и враќање во реалноста, која и не е така розева. Слабо да ти кажам, слабо. Многу се, мислам дека се за тие постарите досадни се. Слабо. Не можеме нешто друго да гледа, само тоа. Више досадни стана, да ви кажам, македонска работа треба да дадат, да се нешто и за хумор и други работи, пуно што треба македонско стварно. Ова е претерано. Претерано. За нас, барем за мене, наше мислење у фамилија. Се можеби некој одговара, али не е тоа. Мислам дека превише не треба да се зголемуваат, треба и други серии да се уфрлуват у програмите. Ако би имали наши, да гледаме поубаво. Ако нема, мора нешто да се гледа. Во зависниците од сапуниците за жал се вбројуваат најмладите, кои цртаните филмови, детските фестивалчиња и книгите полека но сигурно ги заменија со турските серии, кои сигурно заземаат место во нивните детски игри. Притајани страсти, величествениот, па да се намалат. Понекогаш и кога ги гледаме турските серии, јас ги оставам, но си учам и пишувам домашна задача. За искоренување на овие навики од ресорното министерство најавуваат јавна дебата за новиот закон за медиуми кој предвидува нови регулативи. Со нив, на жал на понижниот пол, делот тие емисии кои што се емитуваат сега, било тоа да е Ифет, Езел, 1001 ног или величествениот кога лисијата паѓаат, имотот на дамата или ред други ќе бидат намалени. Ќе се бара 30% од емитувањето во клучните часови од 8 наутро до 20 часот навечер да биде македонско производство. 40% во 2014 година, дури 50% во 2015. А со самото тоа ќе се стимулира македонската продукција.